Првата работа е како да се заштитиме младите новинари против лажните вести. Втората работа е како да се снајдеме подобро во новинарството и како да се справиме со некои лажни новости. И трето, да се го зачуваме нашиот идентитет и авторитет во работата која што работиме. Bu kapı sayesinde daha önce bilmediklerimi keşfetmeye başladım. Hem özel hayat olsun hem de aynı şekilde gazetecilik hayatında olsun. Bizimkisi daha çok sesli kayıt olduğu için hani bir tarafça bir güvenliğimiz var mı yok mu açısından pek bir hani eminlik veya güvenlilik açısı sorun olmadığını düşünmüştüm ama Кога станува збор за безбедноста, важно е како млади новинари да знаеме како релевантно да доаѓаме до изворите на информации, за да се заштитиме себе си, а инаку секако мислам дека би требало да се направат и некои законски измени и регулативи кои ќе влијаат врз тоа новинарот да ја има својата безбедност и својот интегритет кога е во прашање доаѓањето на информации и пласирањето на истите. Siguria e gazetarit nuk është luks, por është themel i një gazetarie profesionale dhe të lirë. Sot më shumë se kur, gazetaria nuk kërkon vetëm përkushtim dhe pasion, por edhe njohuri mbi sigurinë, si në aspektin digital, por edhe në atë fizik dhe etik. Грижата за себе си, безбедноста лична, пред се, а заедно со неа доаѓа и грижата за информацијата пренесена кон публиката. И веројатно тоа што е најважно и што им останува како сеќавање е дека новинарот, доколку не се грижи за себе, во тој случај новинарот не може да се грижи соодветно и за информацијата. Кампот за безбедност на млади новинари во организација на ЗНАМ емисијата НОПСЕ навистина представува едно уникатно искуство и тоа е многу повеќе од една класична обука. Представува една голема инвестиција која што ја вложуваме сите заедно во едно попрофесионално новинарство и во една побезбедна средина во која што младите идни генерации во новинарството ќе се посветат на јавниот интерес со цел да бидат подобри новинари.